Министер за внатрешни работи може лидер на СДСМ или председателски кандидат. Беше технички премиер во втората пржинска влада со продолжен мандат. Добре да ја велам за Оливер Спасовски. Благодарам на поканата. Господин Спасовски, сега сте веќе министер во оставка, да речеме, до изгласувањето на пржинската влада. Но пред да се осврнеме на начинот на функционирање на пржинската влада, на неколку актуелни прашања, би сакал да добијам од вас одговор. Председател Пендаровски најави дека можна е скора екстрадиција на Палевски од Турција. Колку е тоа реално или шефот на државата авансира пред можната кандидатура за председателските избори? Тоа е едно прашање на кое што интензивно се работи во Министерството за правда и во секторот за меѓународна политичка соработка и Министерството за внатрешни работи. Интензивно работиме со колегите од Турција. Имаме секако предвид дека според тоа што се работи, можно е да очекуваме да имаме екстрадиција и таа треба да се случи час поскоро, меѓутоа се уште не е дојде моментот во кој што можеме да кажеме временскиот термин за екстрадицијата. Временскиот термин не би сакале да калкулирате со денови или месеци? Па не сакам да калкулирам воопшто, јас сакам да се случи тоа што е можно побрзо. Имаме детална информација во однос на целиот тој процес и јас очекувам да се случи таа набрзо, меѓутоа не сакам да калкулирам ниту со делови, ниту со временски период. Екс-министерот Чулев најавува преиспитување на полициските постапки за случајот со МНАВ, за двојното убиство во центарот на Скопје. Стравувате ли дека кривично може еден ден да одговарате? Апсолутно сметам дека се што е направено во процесите, во постапките, во сето она што е работено, е направено така како што е пропишано во позитивните законски процеси. Апсолутно нема потреба да стравувам од никако, најмалку од Чулев. Дали за упадот во МНАВ полицијата имала информации и ако немала, зошто? А ако имала, зошто не интервенирала? Бејќи за вакви напади воглавом се карактеризираат како терористички чин. Прво, за упадот во МНАВ полицијата реагира од моментот од кога била известена за тоа и сите постапки, сите действија на обезбедување на докази, предавање во јавното обвинителство и целата таа постапка ја заврши Министерството за внатрешни работи заедно со основното јавно обвинителство. Во овој дел сметате дека помалку иде бавно расветлувањето на целиот тој случај? Сепак за стратешки објект. Ние ги собравме сите податоци и информации кои што беа побарани до тој момент од страна на јавното обвинителство и од тука натаму веќе случајот го презема со отварањето на истрагата целосно јавното обвинителство. Така да Министерството за внатрешни работи е подготвено во секој момент да одговори на секое барање кое што ќе го даде обвинителството, не само за овој случај, туку и за било кој друг, така да навистина и јас се согласувам, тоа треба да биде брзо и ефикасно, заради тоа што постапките кои што не се брзи и ефикасни, едно е креираат лоша перцепција и слика во јавноста, меѓутоа друго е тоа што таквите постапки може да ни се повторат. Вие ќе се сетите на настанот во Собрание, на црниот понеделник во времето на ВМРО ДПМН и на режимот, кога бевме исфрлени од страна на политички службеници од Собранието, тоа не се санкционираше и не се случи 27 април. Господин Спасовски, руско влијание во Македонија, во политичките партии, во медиумите, деновиве неделава поточно, господинот Груби зборува дека официјална Москва или руски инсталации се директно инволвирани во обидите да ја попречат македонскиот пат кон Европската Унија. Дали е тоа реалност или всушност барате како влада и како вице-премиер господинот Груби се обидува да го амортизира гневот и незадоволството, например, од
бавното спроведување или реализацијата на автопатот на коридорот 8 и 10, за кој се најавуваше како голем капитален проект. Дали постои руско влијание, дали постои влијание кое што не и посакува добро на Република Северна Македонија, тоа е факт. Дека постојат такви влијани и секогаш кога сме доведени во позиција да остваруваме некој стратешки национален интерес, има обиди да биде попречена Македонија на тој пат. И вие се сеќавате на многу постапки во ширење на лажни вести, инклинирање во одредени институции, се сеќавате на протерување на дипломати од Северна Македонија и така натаму. Сето тоа е благодарение на активностите и работата на разузнавачката заедница во Република Северна Македонија. Така да во тој правец ќе се продолжи и понатаму и мора да се продолжи, се со цел да не дозволиме некој друг да одлучува или да ни попречува остварување на некакви наши стратешки национални интереси кои што ги имаме. Секако дека европскиот пат за Северна Македонија нема алтернатива и колку повеќе е засилено влијанието на Европската унија, колку повеќе работиме на градењето на перцепцијата за тоа што значи Европска унија, онака баш пластично прикажано пред граѓаните, толку повеќе ќе расти бројот на граѓани кои што ја поддржуваат оваа идеја. Така да секое влијание од било кого од надвор мора да се спречи и одлуките мора да бидат оставени на граѓаните и на институциите на државата. Професор Денко Малевски во однос на пржинската влада ќе констатира во една колумна дека пржинската влада беше формирана како услов за борба против организираниот криминал. Многу време се дигна во јавноста дека и СДСМ не гласала за пржинската влада предводена тогашно од Емил Димитриев, во која вие партиципиравте, но моето прашање е дали овој модел на пржинска влада е функционален и треба веќе конечно да се изнајде модел кој ќе обезбеди, ќе биде согласност македонскиот устав. Кога говориме за формирање на така наречена пржинска влада, ние говориме за еден период, едно време, кога не само да беа исполнети услови, туку тоа мораше да се случи во тој момент, ако сакаме да државата биде ослободена од канџите на тој режим со кој што владееш. И се согласувам дека една од точките е борбата против криминалот во тој период. Меѓутоа, не помалку важно беше враќањето на слободата, на демократијата, на сето она што беше узурпирано во тој период. Така да, знаете дека целосната узурпација на институциите, целосната партизација и ставање во функција на партијата наместо на државата допринесе да низ разговори се дојде до предлогот да имаме Министерство за внатрешни работи, Министерство за труд и социјална политика и заменици во финансии, во информатичко општество, администрација и во земјоделие. Тоа се секторите кои што најмногу беа злоупотребени во рамки на изборните процеси на многу начини. И токму тоа беше идејата зошто се формираше таа пржинска влада во тој момент. Изборот првичен на таквата влада беше на 11.11.2015 година, за да дополнително некаде во јануари месец се случи избор, односно промена на председателот на владата во тој период кога станува председател Емил Димитриев. Од денешен аспект ако гледаме, за тоа колку е напреднато македонското општество, демократизацијата, слободата на говорот, враќање на тие основни вредности и постулати, јакнењето на демократскиот капацитет на институциите и така натаму, навистина и низ анализа на претходните изборни процеси, ако ги погледнеме, ќе видите дека нити има злоупотреба од државните органи, ниту имаше нарушување на изборниот процес. Секој изборен процес завршуваше со помалку неправилности и нерегуларности од тоа што биле претходно, високо оценети од страна на оние кои што не наблюдуваа, од страна на ОПСЕ, ОДИХР,
и другите меѓународни представници и сметам дека апсолутно во овој момент според мене лично немаме потреба од пржинска влада или од било каква друга влада затоа што институциите функционираат со полн капацитет и без никаква злоупотреба. Меѓутоа, господин Спасовски, вие говорите дека во тој период институциите биле узурпирани и во последните меѓународни извештаи се нотира проблемот со партизација на институциите, проблем за корупција, криминал, неказнивост. Кога зборуваме за периодот до 2015, да кажеме, кога се формираше техничката влада, таа пржинска како што беше договорена, ние не можеме да говориме за или да правиме паралела со ова што денеска го имаме во македонското општество. Целосна забрана за слободно изразување, нарушени демократски вредности, 22.000 граѓани кои што беа прислушувани до тој момент, тепани и избркани од собранија пратеници и новинари, узурпирани медиуми, купени преку институциите, целосна злоупотреба на државните институции и органи. Ќе ве потсетам само на самите изјави од вистината за Македонија кога се говореше за тоа како во МВР ги узурпираат и техничките средства и човечките ресурси. Ќе потсетам на сведочењата во тој период дека ако не гласате за партијата на власт не можете да добиете ниту ваучер за инвитро оплодување. И вака можеме да набројуваме уште многу други настани. Дали во моментот постои состојба на криминал и корупција? Да, постои, таа ќе постои понатаму. Важно е да имаме ефикасен систем на одговор на институциите во овој период. Дали денеска имаме демократија и слобода во изразувањето? Имаме. Слобода во медиумите? Имаме. Значи, апсолутно не можете да повлечете никаква паралела меѓу тој период и денеска. Дали треба да се поправат уште работите? Сигурно дека ќе треба да се поправат работите. И во делот на администрацијата, нејзината ефикасност, и во делот на правосудните органи. Меѓутоа, периодот 2015 и денеска, тоа е неспоредливо. САД и Холандија се најгласни критичари за застојот на реформите во судско-обвинителскиот круг. Еве да ви илустрирам. Се предвидува и се преведуваат и препродаваат петарди на Битпасар. Но за фатениот увозник Дритон нема никаква постапка. Знаете кој е Дритон? Прво, дали имаме двојни аршини? Прво, не е точно дека нема никаква постапка. Значи, кога се изнесува нешто, посебно во медиум, мора да бидеме на ниво на добра информираност за постапките. Мислам дека Министерството за внатрешни работи информираше во однос на целиот овој случај. Така да, во целиот случај, не само Министерството за внатрешни работи, работеше и јавното обвинителство, тој беше задржан и предаден на понатамошна постапка во Добро, јавното демантирајте обвинителство ме и во судството. до каде е Така да, случајот со Дритон? Не, таму за работите, не само со Дритон, за сите други. Од моментот кога одат во јавното обвинителство, ќе мора таму да ги побарат информациите, заради тоа што тие може да ви ги дадат до каде се движат тие истраги. Меѓутоа, јас потенцирам и на почетокот. Дали постојат слабости во правосудните органи? Да, постојат. И ние тие ги имаме нотирано или ги препознаваме, ги гледаме. Меѓутоа, ако направиме разлика помеѓу едниот период и другиот, денеска немате разговор прислушуван во кој што ќе излезе некакво тефтерче од кое што се нотираат суди или јавни обвинители и на тој начин се узурпира тој систем. Има уште многу да се работи во тој да се постигне целосна независност, транспарентност, неселективност во постапките, меѓутоа напредокот е многу голем. Дали мрежата на високиот криминал е испреплетена и во полициските структури? Секаде има врски и структури кои што допира до криминалните активности. Така да, ако погледнете изминатиот период, колку постапки имаме поведено во делот на криминал, на корупција, на учество на политички службеници кои што биле, на учество на припадници во државна администрација, политичари и така натаму,
сето тоа значи дека инклинираат и тоа не е случај само кај нас. Тоа е случај во секоја држава. Прашањето е само дали вие ќе имате систем кој што ќе одговори и ќе биде на страната на граѓаните, а ние тоа го правиме во момент. И околу предизборните калкулации и комбинаторики, дали е договорена коалиција СДСМ или окрупнување на Европскиот фронт на престојните избори? Тоа се концепти за кои што се разговара и се прават анализи се уште и помеѓу коалиционите партнери на Социјалдемократскиот сојуз, на таа голема коалиција што имаме, ние и секако на партиите кои што сака да се приклучат кон Европскиот фронт или партии, поединци, невладини организации, една структура целосна која што смета дека Република Северна Македонија мора да чекори цврсто на европскиот пат и мора да има јасна визија за тоа каде треба да се движи. Така да ова е период во кој што се прават сите тие анализи и сигурно дека ќе се донесат одлуките. За мене е многу важно да имаме во тој дел навистина добра понуда за граѓаните, која што ќе понуди известност, која што ќе понуди просперитет и која што ќе понуди остварување на нашите стратешки национални интереси. Дали лидерот на СДСМ Ковачевски ве информираше за ручекот со Заев и Ахмети? Немам јас информација во однос на ручекот, некоја посебна од претседателот на владата, затоа што сметам дека тоа е разговор на луѓе кои што се одбрани да присуствуваат на таа средба. Тоа што беше соопштено во јавноста, што сите ние го знаеме, секако дека биле теми на разговор предстојните избори, настапот на изборите и така натаму. Како ги доживувате коментарите кои неделава можеше да се слушнат од најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН, која впрочем и убедена дека ќе победи на следните парламентарни избори, дека Оливер Спасовски бил најлошиот досегашен министер за внатрешни работи? Видете, за тоа постојат аргументи, постојат факти, постојат докази кои што несомнено се директен одговор на сите овие прашања. Прво, 2015 година го затекнав Министерството како високо партизирано и криминализирано, министерство кое што злоупотребуваше човекови права, прислушуваше над 22.000 граѓани, министерство кое што криеше убиства, ќе спомнеме за Мартин Нешковски и за припадникот кој што го уби во тој период на обезбедувањето на Груевски. Ќе спомнам вистината за Македонија која што ја објавивме низ разговорите. Ќе спомнам за долг од 40 милиони евра. Ќе спомнам за никакви услови за работа на полициските службеници и ќе спомнам за тоа дека беше една од најнетранспарентните институции, најзатворените во државата. Ќе спомнам за најмалото ниво на доверба кај граѓаните, историски најниско, и тоа оправдано заради случувањата кои што се денеска. И сега да направиме паралела што имаме во овој период. Министерство за внатрешни работи е институција, една од трите најтранспарентни институции. Исто така со доверба која што се движи повеќе од 65% во сите овие години. Е министерство кое што од година во година има бројки на намалување на вкупниот криминалитет и зголемувањето на ефикасноста. 2023 година ја завршивме како година во која што имаме 8% намалување на вкупниот криминалитет визави 2022 и за 4% изголемување на ефикасноста. Е министерство кое што успеа целосно да ја консолидира и обнови воздухопловната единица, за прв пат да воведе можност за гасење на пожари од страна на полициските воздухоплови, за прв пат да успееме да поставиме систем за медицински транспорт, да реконструираме 80 објекти, да изградиме нов ИКТ центар со комплетна информатичка инфраструктура и да го смениме системот кој што бил во 80-тите години, да изградиме најсовремена форензичка лабораторија. Овие два објекти се со ИПА фондовите, со средства од Европската
Унија да изградиме нова полициска станица во аеродром, кој што е во тек на градба, да се започне реконструкција на целиот систем кој што е во македонската телевизија за управните служби, да се набават униформи и многу други работи. И ако имате простор и време, можеме да разговараме. Добро, ова може да го споделите во текот на изборната кампања. Не, јас во текот на изборната кампања ќе го споделам, меѓутоа морам да ви направам паралела бидејќи ме прашавте. А за паралелата кога ме прашувате мора да правиме споредба како било и како е денеска. Која е вашата лична амбиција? Мојата лична амбиција е да продолжи Република Северна Македонија цврсто да чекори по европскиот пат, а тоа е можно само со влада која што ќе биде предводена од Социјалдемократскиот сојуз и проевропските сили. Верувате кога лидерот на СДСМ вели дека по изборите тој ќе биде повторно мандатар на идната влада? Секако дека изборите, а базирано на сето она што ќе го понудиме како понуда пред граѓаните, и кадровска, и програмска, и секако визијата, известноста, сигурноста која што ја нудиме, дека Социјалдемократскиот сојуз ќе формира влада. Благодарам за гостувањето. Благодарам. Следете интервју со Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи, кој беше всушност еден од премиерите на една од пржинските влади.